Почитувани гледачи, добар ден, поздрав од салата на основното училиште Христијан Карпош во Куманово. Во директен пренос во наредните минути ќе го проследите на превод помеѓу ракометарките на Куманово и екипата на Металург. Всушност, ова е решавачката серија во продолжението на првенството, каде што ракометарките на Куманово ќе го сочуваат она трето место кое носи пласон во Европа. Денеска повторно со нас е нашиот стручен коментатор и познатиот спортски ракометен работник од Куманово, господинот Антони Ивановски, со кого ќе го работиме овој директен пренос. Вообичаено на почетокот на овој напревар составите на двете екипи. Направени за гостинската екипа на Металург со број 1 Матија Серафимовска, број 12 Антич Наташа, број 14 Белеска Андреја, број 16 Дурланова Сандра, број 18 Јовановска Дајана, број 22 Николич Марија, 23 Стојковска Симона, 32 Цанева Сара, 33 Граматова Пена, 55 Ливренич Елена, број 71 Саздовска Јована, 77 Дабелска Сања и со број 99 Петковска Елена. За екипата на Куманово вообичаено она стандардна екипа која играше во поголемиот дел од првенството. Со број 1 Бисера Паскал, број 2 Маја Ивановска, број 5 Јована Кипријановска, ново име во екипата на Куманово од младинскиот погон, број 6 Ангела Борческа, број 7 Наталија Зафировиќ, број 8 Моника Панеска, број 9 Ангелина Милановска, 10 Викторија Пеовска, 11 Алесандра Боридовска, 13 Мартина Стојановска, 14 Јулија Николовска, 15 Бети Петковска, 16 Андријана Стојчевска и со број 33 Мила Трајковиќ. Судиска тројка на денешниот напревар Васил Зилевски од гостивор и Сашо Ѓорѓевски исто така од гостивор, додека делегат на напреварот е Љупчо Јосимовски. Господин Ивановски, уште еднаш добар ден и поздрав до вас и благодарам што ни помагате заедно да ги работиме овие напревари на ракометарките на Куманово, кои оваа сезона играат во голем стил. Па еве најпрвин доаѓа екипата на Металург во Куманово, не очекува тежок напревар, меѓутоа да слушнеме ваше мислење за овој напревар. Најпрвин добар ден на гледачите на К3 телевизија и посакувам убав ден во попладне. Ќе присуствуваме на еден надпревар, првенствен, прво коло од, може да се нарече Final Four лигата или последниот дел за местата кои одлучуваат за во Европа. Куманово денес настапува со составот на Металург, кој е извореден ја, кој го сочинуваат сениорски и младински репрезентативки на Македонија. Очекувам добар надпревар, да нашите ракометарки да дадат се од себе. На крај и да бидеме поразени, ништо не е страшно, тие се професионален состав, ние сме аматерски, единствен аматерски состав во овие 5 екипи што ќе разигруваат за титула. Така да очекувам едноставно убав, пријатен ракометен надпревар. Во секој случај очекуваме интересен напревар и се надеваме добри игра на ракометарките на Куманово. А очекуваме и судиската двојка од гостивор да означи почеток на овој напревар. Тука е и делегатот Љупчо Јосимовски. Значи, како што реков, ова е втора фаза од првенството. Бодовите од првиот дел не се пренесуваат, што значи дека екипата на Куманово во вториот дел од оваа фаза ќе мора да игра како во првиот дел и да ја сочува она препознатлива игра која ќе гарантира пласман наредната сезона во европските купови. А сега очекуваме во секој момент да започне напреварот. Дали има некои проблеми со семафорот? Па со семафорот се е во ред, но овде двете голманки на ракометниот клуб Металург имаат дресови слични на нашите ракометарки, така да не може да настапат по тие дресови. Не знам делегатот што ќе одлучи. Веројатно ќе мора да
смена да бранат во друга опрема. Затоа касни и надпреварот. Да се надеваме дека и ова ситуација ќе се заврши и дека во секој момент ќе започне овој напревар. Помалку невообичаена ситуација, досега не сме имале вакво нешто, барем на терените во Куманово, меѓутоа ете и тоа се случува. Господин Ивановски, додека го чекаме почетокот на овој напревар, мора да искористам оваа прилика да поразговараме за оние неверојатни успеси на женскиот ракомет во Куманово, најпрви на основното училиште Браќа Милиновци, државен шампион, па потоа пионерките, второ место во Македонија. На некој начин женскиот ракомет станува, како што реков, спортски бренд број 1 во нашиот град. Па, како што рековте, така е. Ние во овие директни преноси, оние снимки што ги имавме понатаму, што ги пренесувавме, најавувавме дека нешто такво е можно да се случи и се случи. Може би за многу малку ни побегна и првото место во регионалната пионерска лига, бидејќи во наша група бевме први, полуфиналето го добивме, во финалето бевме поразени, таму не наставивме комплетни, дечињата истоштени од играње 4 за 4 дена, 6-7 надпревари, во финалето првиот дел го одигра изворено, на вториот дел нема сила, не може да се сопростават. Не се работи за некој голем квалитет, поразени се, но сите ние сме презадоволни од нив. Една изворена млада генерација, која доколку се задржи целосно, доколку биде се во ред, доколку сега најдеме некој поддршка од општината, од Сојузот на спортови, од Советот, од градоначалникот, за да се задржи овој млад состав. Сметам дека во наредните години ќе бидеме хит број 1 во Македонија, изоставувајќи го секако професионалниот состав на Вардар, кој се знае. Значи, со еден збор да резимираме во овој ден дел, не треба да се грижиме за еднината на женскиот ракомет во Куманово, тоа е познат став. Па не би требало. Еве, да ви кажам, денеска за прв пат ќе дебютираат две пионерки, Јована Кипријановска, млада ракометарка, 14 години, резервниот голман Андријана, која исто така има 14 години, за прв пат дебютираат во Суперлига на еден ваков надпревар. Уште сега едно големо искуство, клубот реши да ги награди за нивните блескави игри. Во понатамошниот дел на првенството и другите ракометарки ќе добиваат шанса да играат, така да сметам дека само со помош и поддршка нашиот клуб ќе оди во нагорна линија. Започна на преорот, прв напад за екипата на Металург, кружниот напаѓач Николич, Ливренич. И тоа ќе биде деветерец, фаулирана беше со број 71 Јована Сардовска. Еден непријатен пат и веднаш на почетокот работа за лекарот на овој напревар. Се е во ред со Јована, ќе го продолжи напреварот. Екипата на Куманово, она позната екипа, 7 Зафировиќ, 2 Ивановска, 8 Паневска, 10 Пеовска, 11 Боридовска и со број 33 во играње младата Мила Трајковиќ. И сега убав гол на Ливренич, 1:0 води Металург. Напад за Куманово. Боридовска. Ова е Бети Петковска. Тоа се чекори на Петковска и топка за Металург.
И овде ќе имаше чекори, меѓутоа судиите не го забележа. Јовановска, Николич и ова е прв седмереса на преворот, а и жолт картон за Моника Паневска. Седмерец за Елена Ливринич. Втор нејзин гол, Металург води со 2:0. Добар почеток на гостинската екипа. Во салата на основното училиште Христијан Карпош, околу 400 до 500 гледачи, максимално исполнен капацитетот на оваа сала. Не успеа Викторија Пеовска, контранапад на Металург, Јовановска, Саздовска, Јовановска. Одличен прекашок на Боризовска и Паневска. И сега нов жолт картон, овој пат за Алесандра Боризовска. Јовановска, Ливринич, Стојковска, Ливринич, фаулирана беше Стојковска, 9 метри за Металург. Јовановска. Боризовска еве сега може за против напад, да видиме. Боризовска и 2:1. Саздовска, Јовановска. Јовановска. Еве сега нова шанса за Куманово, да видиме. Зафировиќ и жолт картон за гостинската ракометарка. Помина 5 минути од првото полувреме. Металург Куманово 2:1. Шанса Куманово да израмни. Пеовска, Петковска, Боризовска. Мила Трајковиќ, одличен гол, 2:2. Саздовска, брани Бисера Паскал. Еве шанса Куманово, сега не треба да се брза. Добар почеток на екипата на Куманово. По на водството 2:0 на Металург успеа да израмнат на 2:2. А сега има шанса и да победат. Боризовска, Петковска, Пеовска и лошо додавање. Пропадна оваа шанса за Куманово. Напад на Металург. Грешат и гостите. Тренерот Зоран Јосимовски бара да си игра мирно. Ивановски може да се каже добар почеток на Куманово, барем за сега. За сега да, добар почеток. Морам да кажам и двете екипи добро го започна над преворот цврсто, но се гледа нервоза и кај едните и за другите. Неколку грешки на едната и на другата страна. Во секој случај одличен надпревар, убаво е за гледање. Ќе видиме понатаму што ќе се однесе. Да, во секој случај Куманово дава силен отпор. А сега тоа беше гол со број 23. Симона Саздовска, нејзин прв погодок и Металург води со 3:2.
Пеовска, Боризовска, еве сега изворена акција, Трајковиќ, Пеовска. Господине Ивановски, мора да ја коментираме овој изворен цепелин. Па да, ова ретко се гледа и на машки надпревари, не пак на женски надпревари. Изворен цепелин, учество на една акција изворена Трајковиќ Пеовска со супер завршница. Тоа е она што реков дека го краси женскиот ракометен клуб Куманово, да не се плаши од никого и да игра цврсто и атрактивно, а резултатите ќе дојдат постепено секако. Да. Прекашок за ракометарките на Металург. Добро игра Куманово во одбраната. Во игра со број 14 е Белеска. Белеска и тополски удар и 4:3 води Металург. Во овој момент мора да се каже дека во моментот во состав на Металург настапуваат 4 сениорски репрезентативки кои се во составот. Така да можеме да кажеме дека нашиот состав игра со репрезентација на Македонија. Да, Македонија е во мало што се вели. Но Куманово не се предава, барем за сега во овие први 9 минути. Игра одлично. Пеовска и добра интервенција на гостинскиот голман, тоа е Наташа Антич. Јовановска. Дали имаше овдека чекори. И нов гол со број 23 Симона Стојковска. Се враќа во игра Бети Петковска. Таа игра само во нападот, а Маја Ивановска игра во одбраната. Фаулирана беше Мила Трајковиќ. Пеовска немаше среќа, директот го погоди голот на Металург. Нов напад на Металург. Извореден гол. Сања Дабелска и расне предноста на гостинскиот тим. 6:3 водат и тајм-аут бара домашниот тренер Зоран Јосиповски. Ивановски евидентно е дека многу недостасува Бранкица Марковиќ на оваа екипа на Куманово со незините голови, со незините пред се добри потези. Па морам да кажам дека овдека недостасуваат моментално 3 до 4 ракометарки кои кој од повреда, кој знаеме овие школски екскурзии, има млади ракометарки кои денес замина као Кристина Пеовска, еден од носителите на игра, голманка Дичковиќ, Бранкица е се уште повредена, така да ние не сме комплетни. Не сакав тоа намерно да го кажам, да не излегува као некој оправдување, но тие двете ракометарки за оваков натпревар многу му фалат на нашиот клуб за да пружиме што појак и подостоен отпор. Очигледно дека овој натпревар голманката ќе мора да го изнесе сама на плечи, бидејќи малата Андријана од премиерска конкуренција не знам колку е пожелно да брани на овој натпревар, бидејќи ова се наши репрезентативки, искусни, со јаки, со силни удари, така да малата само можеби ќе добие на малку шанса и доверба од тренер. Оно што е многу важно е дека Мила Трајковиќ недобриот стрелец на мината недела на турнирот. Од коло во коло игра се подобро, си го зазема своето место во првиот состав на крилната позиција и веќе е стандарден првотимец. Да се надеваме дека
екипата за неколку месеци ќе биде освежена со уште една-две ракометарки од пионерскиот состав кои не се дури ни младинки. Еве извореден гол на Мила Трајковиќ, значи кои се уште не се ни младинки, него се пионерки на кадети. Реков, нема да има иднина за женскиот ракомет, но сметам дека Да споменеме дека Мила Трајковиќ има 15 години, допрва кариера вистинска предстои пред неја. Реков, значи има изворедни млади ракометарки, таа е предводник на младата генерација. Мора со нив да се вложува во нив, мора да се изнаоѓаат место и термин за работа, како што слушнав, нели нашиот град има 6-7 ракометни стали, спортски стали каде што може да се, мора да се најдат термини и за првиот и за младиот состав, едноставно за сите спортови, за да може да даваме некој максимум во рамките на нашите државни првенства. Во меѓувреме гол постигна Металург, победува со 7-4, а погоди Андреја Белеска. До крајот на првото полувреме, уште 18 минути, Металург Куманово 7-4. Сега грешат домашните ракометарки, контранапад на Металург. Одлично е таму сопрена од страна на Боризовска и еве го првото исклучување на преворот. Металург има игра с повеќе, да видиме дали ќе успее да искористи оваа предност. Јовановска. И нов гол на Симона Стојковска, незин трет погодок. 8-4 води Металург. Ивановска, Пеовска. Ивановска, Петковска, Ивановска беше изблокирана и сега добра интервенција на голманот Бисера Паскал. Ја прочита оваа намера на гостинските ракометарки и сега тренерот Зоран Јосимовски бара да се игра мирно во нападот, да не се брза. Пеовска. Ивановска. Беше изблокиран овој незин обид и тргнува Металург во нов напад. Стојковска, Јовановска. И судиите велат дека имало таму прекршок, втор седмерец за екипата на Металург. Со број 55, Елијана Ливренич. Втор обид беше, го промаши, седмерецот останува 8-4 за гостинската екипа. И во овој момент екипата на Куманово е комплетна. Добро би било сега домашните ракометарки да постигнат гол, да намалат на 3 гола разлика. Пеовска над голот, а жолт картон за Симона Стојковска. Јовановска. Извореден потек беше тоа на Стојковска, меѓутоа не успеа да погоди. Сега серија промашување на двете страни.
Веќе полого време нема постигнато гол, останува 8-4. А до крајот на првото полувреме уште 14 минути и 40 секунди. Ова се серија почетнички грешки на домашните ракометарки. Ивановски веројатно дека многу брзаме сега во нападот во овие последни минути. Морам да кажам дека на десната бековска позиција кај нас немаме класичен бек. Се работи за пивот кој по сило прилика се наоѓа тука, за сите грешки ни започнуваат тука од таа позиција. Се надевам дека со поминатите повреди, реков дека 3 бека фалат во екипата од задната линија, така да и ова што го дава, сепак е неискусна за такво место играње, но силом на прилика мора така да биде. Гол за Металург со број 99 Елена Петковска, прв незин гол и сега 9-4 за Металург Куманово. Веќе полого време не успеа да постигне гол. Промена на голманската позиција во домашниот тим. На голот со број 16 е Адријана Стојчевска. Боризовска Пеовска. Паневска изборена комбинација. Еве го првиот гол за Моника Паневска. 9-5 води Металург. 12 минути и 40 секунди до крај. Одише интервенција на новолезениот голман. Еве шанса Куманово да намали на 3 гола. Пеовска. Топка кон Паневска, имаше тука прекршок. Мораме сите да ја поздравиме првата одбрана на малата Андријана Младов за првата екипа на Рака Куманово, изворедна одбрана, да им посакаме среќа и успех во понатамошната кариера. Еве ги проводи случување во екипата на Металург. Со број 18, 2 минути ќе одмори Дајана Јовановска. Шанса за Куманово да постигне гол. Пеовска. Скор погодок и еве 9-6. Ливринич, Стојковска, Боризовска, еве шанса за малата Мила Трајковиќ, брза контра и какво промашување, останува 9-6. Добар прекршок во вистински момент на ракометарките на Куманово. Сега фластер играат ракометарките на Куманово. Мила Трајковиќ на Андреја Белеска. Ливринич. Дали овде имаше чекори. Нема гол. И ова ќе биде нова интервенција на лекарите. На повреда се жали со број 55 Елена Ливринич. Па не знам, овде
веројатно приликом доскок на Ливрениц работа за некоја повреда, немаше некој старт. Јас не видов. Сметам дека приликом доскок има некој старт. Не се работи за сериозна повреда. Сметам дека ќе стане да го продолжи надпреварот, да ја посакаме успех. Инаку, што да кажем, овие 20 минути се види големата желба за играње за надпреварување кај нашите ракометарки. Реков дека можеби доколку сме комплетни, уште подобро би одиграле, но сепак мора да бидеме задоволни. 3 разлика е, ово е состав, репрезентативен состав. Сигурен сум дека не подценија. Нашите ракометарки даваат се од себе. Ќе видиме до кога, бидејќи очигледно дека ќе биде на Металург, што поминува повеќе надпреварот, го зголемува темпото на играта. Така да не знам, ќе видиме што ќе се случи во потомошниот тек на надпревар. Да очекуваме нашите да ја одиграат добро и солидно и да ги задоволат ова публика од 500 гледачи во спортската сала, каде што неколку пати се наградувани со успех, а за победа ќе очекуваме победи против Пелистер на 2 пати, така да го освоиме 4-тото место во лигата, кое што ќе не носи во Европа. И натаму на паркетот лежи Ливрениц, значи се работи за нешто посериозна повреда. Да се надеваме дека секи биде во најдобар ред со неја, токму тоа се случува. Ќе отиде малку на клупата да се одмори. Очекуваме секој момент да продолжи надпреварот. Судиска двојка на овој дуел, ќе потсетам уште еднаш, се Васо Зилевски и Сашо Ѓорѓиевски од Гостивар. За сега добро е делат правдата на овој надпревар. Се е во ред, продолжува надпреварот. Се враќа на голот во Куманово Бисера Паскал. Еве шанса за домашниот тим да намали на 9-7. Престап на Паневска. И овдека дали имаше чекори, повторно не реагираат судиите и нова шанса за Куманово. Петковска, Боризовска. Во игра Маја Ивановска со број 2. Боризовска. Чекори велат на судиите. И рутинирано гол со број 71. Јована Саздовска, прв незин погодок. И онова Металург има 4 гола предност. 10-6 до крајот на првото поремиште, 8 минути и 50 секунди. Најмерно играње со нога, овде треба да биде 2 минути исклучување. Во право се судиите со број 77, 2 минути пауза за Сања Дабевска. Еве одново шанса Куманово си играч повеќе да постигне гол.
Пеоска. И сега многу лошо одигран овој напад. Боризовска не успеа да ја прифати оваа топка, а со број 14 поентира Андреја Белеска, нејзин трет гол, 11:6. И одново 5 гола предност за Металург Куманово и понатаму има играч повеќе, Мила Трајковиќ. Гол на Панеска. Трет гол на Моника Панеска. Чекори. Пеоска. Боризовска, проектил. 11:8. И сега тајм-аут бара гостинскиот тренер. Ивановски играме во стилот топло-студено. А така е, како што рековте, топло студено. Сметам дека на моменти играме многу добро, на моменти играме избрзано. Морам да кажам дека денес малата Мила Трајковиќ одлично го игра досега над преварот. Ќе те прекинам. Многу интелигентно игра и во секоја ситуација размислува за секој потек. Ви реков како од порано дека Мила Трајковиќ е во помладата генерација носител на игра, веќе се чувствува и нејзиниот дух во првата екипа. Морам да напоменам дека денеска пријатно сум изненаден и од Боризовска, има извореден радиус на движење по теренот, се движи безпрекорно. Сметам дека второто полувреме би можела да појде малку на десната страна поиндивидуално, бидејќи се работи за брза ракометарка, на таа позиција број 5 во Металург е спора ракометарка. Но веројатно тренерот тоа ќе го воочи во второто полувреме и ќе обрати пажња. Ние само да продолжиме со цврста и борбена игра, мислам дека ќе биде добро. Мора да кажеме дека во одбраната барем мојот впечаток е дека играме одлично. Да, одбраната играме одлично. На неколку пати ги натеравме ракометарките на Металург да направат чекори. Сепак се знае, заштитени се, секој мал контакт на линија од 6 метра се суди 7 метри. Така да не би требало да делуваме нервозно и да добиваме некои непотребни исклучувања. Значи, ако е позиција за гол, треба да се пушти, изиграно и готово. Да не остануваме со играч помалку, за да не примиме на брзина неколку голови. Трет седмере за Металург, еднаш погоди два пати, односно еднаш промаши два пати погоди Ливренич и сега 12:8 води гостинскиот тим. Тука Куманово се држува на негативо од 3 до 5 гола. Добро се држат нашите ракометарки, а сега во овој момент имаат играч помалку. Моника Панеска игра на позиција на бек. Прекршок во напад, пробивање. И гол со број 22. Сигурна реализација на Марија Николич. Прв нејзин гол до крајот на првото полувреме, уште 5 минути и 40 секунди. А тоа е тоа што пред малку го зборувавме. Значи, Металург има состав од 15 квалитетни ракометарки. Во секој момент може да изврши измена и да не се осети тоа во играта, додека кај нас тоа оди малку потешко. Една или две измени од овие поискусните, веднаш доаѓа до некоја избрзана напад, до некоја изгубена топка и не контрираат, така да одраз на тоа е на резултатот е ова игра, еве и сега. Мора да играме полека, да се станеме, што се вели начински да нагазиме на топка, по цена и да одиме 1 до 2 во пасивен напад, ако треба. Четврти гол на Андреја Белеска и ова е сега највисоко водство на Металург, 14:8. 4 минути и 50 секунди до крајот на првото полувреме. Пеоска брани голманот на Металург.
Сега во овој моменти мислам дека малку брзаме, без некоја поголема причина. Непотребно во овие 3-4 минути го прифативме темпото на Металург. Реков дека од минута во минута го подигуваат нивото на игра. Не можеме да го пратиме тоа темпо, значи мораме да играме мирно, смирено во напад, да не губиме чисти топки, за да не контрираат и да не дадат гол на полу контра, така ќе направиме многу подобар резултат. Да, добра интервенција на Бисера Паскал. А добро е било и Куманово да замени на полувремето со пристојна негатива, за да може во втори дел да се обиде да направи уште подобар резултат. Фаулирана е Моника Панеска и да видиме тука ќе има 2 минути исклучување. За Симона Стојковска. Еве шанса за Куманова, сега со играч повеќе да постигне гол. Реков полека, не смееме да брзаме, да одиме на сигурен напад, да дојдеме во чиста позиција за удар на гол и тогаш да ја завршиме акцијата. Никако да не брзаме, не смееме ништо, немаме потреба од брзање и одмавање на резултат. Ивановска. Пеоска и гол. Втор погодок на Виторија Пеоска. 14-9 води Металург и имаат играч помалку на теренот. Ливренич, Јовановска. Дали овдека немаше престап. Сега малку и судиите се загубија во овие моменти. И на крајот топка за Металург. Јовановска. Белеска, Ливренич. Јовановска. И мислам дека ова веќе напад трае предолго. Треба да е веќе одземена топката на ракометарките на Металург. Протести од публиката, незадоволство на навивачите. Мислам дека судиите малку сега во моментите се изгубија. Немаат потреба, значи се види дека пасивен напад е пасивен напад. Еве сега примаме гол, ги се дозволува, значи нема потреба, појаки се тие од нас. Значи имаше на два пати пасивен напад, се знаат правилата дека после свиреше оди удар на гол. Не треба да ги држи толку игра, па не знам, веројатно дека тоа е на нивна душа нека оди. Да, гол за Металург 15-9. Куманово и натаму има шанса да поентира Трајковиќ и сега добро замислено, меѓутоа не успеа да проигра. Седмерец и ќе има тука исклучување. Со број 7 Наталија Зафировиќ ќе одмори 2 минути. Нов седмерец за Металург. Четврти вкупно, а повторно ќе бие Ливренич. Гол на Ливренич. Незин трет, сите од ударите за 7 метри. И сега Металург има најголемата предност 16-9, 7 гола. Разлика до крајот на првото полувреме, уште една минута. Фаулирана е Боризовска.
А изблокирана е сега Маја Ивановска, нова контра на Металург, брза и реализација на Симона Стојковска, четврти незин гол, 17:9, расте предноста на Металург. Петнаесет секунди до крајот, домаќините ќе мора да побрзат. Ивановска. И тоа е крај на првото полувреме, 17:9, водство на Металург, очекувано од 8 голови разлика. Почитувани гледачи, следува вообичаената пауза, па ќе се чуеме на почетокот на второто полувреме. Почитувани гледачи, очекуваме да започне второто полувреме од првиот направ на ракометарките на Куманово во продолжението од втората фаза на правенството, на превори кои решаваат за конечниот пласман на екипите во оваа сезона. Во Куманово денеска гостува силниот тим на Металург. По првото полувреме гостите водат со 17:9. Меѓутоа мора да напоменем дека ракометарките на Куманово пружија силен опор и мислам дека овој резултат не е реален епилог на оно што се случуваше во првите 30 минути. Да се надеваме дека во второто полувреме ракометарките на Куманово ќе прикажат добра игра и ќе бидат достоен ривал на тимот од Скопје. Веднаш гол на почетокот на второто полувреме со број 18, тоа е Дајана Јовановска. Осумнаесет девет водат гостите. Не успеа Пелоска, контранапад на Металург. Прекашок врз Јовановска. Измена во екипата на Металург, влегува со број 55 Ливренич и со број 33 Лена Граматова. И уште еден гол овој пат со број 14 Андреја Белеска, незин шести гол. 19:9, 10 гола предност за Металург. Николич и нов седмерец. Пети удар од 7 метри за екипата на Металург. Овој пат ќе бие Белеска. Изворена интервенција на Бисера Паскал. Фолирана Наталија Зафировиќ. Викторија Пеоска. Прекашок врз Трајковиќ. И во првото полувреме се уфрлуваше на пикерската линија Трајковиќ. Можете умешно го прави тоа. Сега фаулирана Моника Паневска. Бети Петковска покрај десниот дирек и Куманово веќе 4 минути нема постигнато гол.
Николич од тешка позиција, гол. И на почетокот на второто полувреме веднаш реагира домашниот тренер Зоран Јосимовски, бара тайм-аут. 20:9, 11 гола разлика. Ивановски лош почеток во второто полувреме. Па лош почеток, не знам зошто нашите ракометарки се депримирани, нема никаков разлог за тоа, едноставно. Мора да игра да се бора до крајот. Значи, сепак ние сите знаеме во спортска сала дека Металург е поквалитетен, подобар и дека овој натпревар дека ќе го изгубиме, но мора да се потрудат. Борбеноста и желбата за игра во првото полувреме покрај многуте грешки што ги направија, изиграа доста борбено и мотивирано, не знам зошто вториот дел така го започна. Да се надеваме дека овој тайм-аут ќе вроди со плод, дека ќе започнеме да играме малку поборбено, да прифатиме отворена битка, да гледаме до крај квалитетен ракомет. Сметам дека не е спортски да се каже, но поразот е веќе доживеан. Сега е момент да добијат сите шанса, да играат уште повеќе и да се надигруваме, нема ништо друго. Да, на некој начин овој натпревар не е ни толку важен. Вие рековте, оние напревари се важни против Пелистер, против Прилеп. Тука ние треба да бареме нашата шанса. Па сметам дека тие надпревари се најбитни во целиот дел на ова првенство, бидејќи ова екипа на Металург што се однесува до составот е збир на македонски репрезентативки. Значи немаат, како што велиме ние, странци од други земји, него збир на македонски репрезентативки. Една екипа која 3 години настапува веќе во овој состав, во која многу се вложува, така да другите екипи, исто и втората екипа на Вардар, и во неја многу се вложува, значи се работи за 3 полуфинал, еден прав професионален состав и 2, можам да кажам на некој начин полупрофесионални состави и 2 состава кои ќе настапат аматерски во таа лига. Квалитетот е на нивна страна, се знае условите за работа, за тоа ни е лига, таква ни е лигата како лига, но не смееме да се предаваме, мислам на овакви надпревари да дозволуваме да ни се одлепуваат со поголема гол разлика, да доживуваме убедливи порази, бидејќи сметам дека не заслужуваме и нема толку голем квалитет за да ни направат толку голема разлика. Да, 21:9 води Металург, 12 голови предност. На некој начин веќе победата е обезбедена за гостинскиот тим. До крајот Куманово ќе се обиде да го ублажи ова високо водство. Трајковиќ, убав гол на Пеоска. Прв за Куманово второто полувреме, поречиси 7 минути игра. Намалено водство на Металург 21:10. Успеа да помине таму ракометарката со број 18 Дијана Јовановска, незин втор погодок 22:10. Пеоска. Брани Наташа Антич, брза контра и уште еднаш рутинирано ракометарките на Металург преку Лена Граматова ја стекнуваат најголемата предност 23:10. Боризовска, Пеоска. Трајковиќ.
Боризовска. Паневска, тука ќе има седмерец и исклучување. Со број 77, 2 минути пауза за Јована Саздовска. А пробена на голот на Металург, сега со број 1 е Матеја Серафимовска. Ова е прв седмерец за Куманово на денешниот напревар. Четврти гол на Викторија Пеовска, 23-11. Белеска. Може за против напад Пеовска, Мила Трајковиќ. Дали овде имаше прекршок, судиите сметаат дека немало. Напад на Металург. Ливринич. Одново прекршок, фолираше Викторија Пеовска. Измена во Металург. Во игра со број 32, во игра е Сара Цанева. А се во ред со Белеска, ќе го продолжи на преворот. Уште еднаш Белеска. Ливринич. И каков гол! Проектил со број 14. Андреја Белеска, незин седми погодок. 24-11. Фаулирана е Пеовска. Нема прекршок, играта продолжува, контрнапад на Металург. И нов гол на гостинскиот тим со број 33. Лена Граматова, незин втор погодок, 25-11. Константно расте предноста на Металург, изнесува 14 голови разлика. Боризовска. И уште еден неуспешен обид на ракометарките на Куманово. Домашниот тим во второто полувреме постигна само 2 гола за 11 минути игра. Одново вишок на спротивната страна. И нов гол Лена Граматова. 26-11. Петковска. Изблокира незинот обид. Евидентно Ивановски дека нашата игра во второто полувреме комплетно се распадна. Да,
многу сте во право со ова што кажа. Значи, ова екипа второ полувреме како да не е она екипа што иако губеше, беше на некој начин рамоправна на екипата на Металург во борбеноста, во духот, во желбата за играње. Вториот дел, значи, воопшто нема никаква желба нити за играње напад, нити за играње одбрана. Сметам дека уште еднаш ќе кажам, не би требале да се предава, значи пораз е пораз. Мора до крај да се игра, значи да се учиме на вакви високи порази, бидејќи реков дека трите екипи се многу јаки, значи не очекуваат уште потешки надпревари, што да кажеме кога професионалките на Вардар ќе дојдат, значи мораме да се научиме да не само да не победуваме во она лига во која што игравме досега, пред да влеземе во овој дел. Значи мора да научиме дека и поразот е составен дел од на преварот и дека овие ракометарки на Металург сепак од минута во минута играат подобро, не се досетува замената, значи физички безпрекорно припремени, кои работат 2 пати на ден, во кои многу се вложува. Нашите ракометарки имаат квалитет, но второто полувреме немаат желба и дух за играње, освен на некои моменти. Само ми е навистина жал да не се случи само во оваква некоја не игра, да не добие некој од нашите ракометарки некоја повреда, тоа повеќе би ме болело него поразот. Да, тоа е неволно да се сочуваат ракометарките, затоа што допро доаѓаат, како што рековте, оние кушти на превари, да бидат сочувани и здрави, да не се некои повреди, а на тие на превари против Пелистер и против Прилеп, ова екипа ќе има што да покаже на теренот. Аут за Трајковиќ. Ивановска. Таа има силен удар, меѓутоа уште еднаш непрецизно. Останува Куманово само на 2 гола за 15 минути во второто полувреме. На повреда се жали Моника. Сметам дека се работи за прс. Дека приликом пружење на рака да ја одземе топка од вистинската ракометарка, најверојатно прстот или нешто се има убиено. Како не знам, само нека биде се добро, реков дека воопшто више не е битен резултатот ни примените голови, да и онака сме роварите, екипа, секоја повреда ни многу ќе наодалечи од тоа четврто место. Јас реков и во најавата, мора да ја поздравиме комоновската публика која на сите на превари овдека во салата на основното училиште Христијан Карповиќ доаѓа, ги бодри овие ракометарки, им дава подршка со еден збор. Публиката во Куманово знае да ги цени сите овие успеси на ова екипа. Па се работи за релативно млада публика која доаѓа на ракометните надпревари. Не се врши никаков притисок ни против противничките екипи, ни кон судиите. Видите дека се игра на еден отворен терен, каде што контактот со публиката е многу блиско. Значи нема приговарање, нема префрлување. Младите луѓе се желни за гледање на надпревар, на ракомет, секој убав потез го поздравуваат. Така да ова само може да води кон подобро, не може да биде кон полошо. Да. Нови голови на екипата на Металург со број 33. Лена Граматова, нејзин четврти гол. 29-12, 17 гола разлика за Металург. Поризовска, Ивановска, Трајковиќ. Трајковиќ, изворено решение.
Трет гол на Трајковиќ. 29-13. Не успее да стигне оваа топа, Бети Петковска, меѓутоа заработи таму прекршок и тоа ќе биде топка за Куманово. На повреда се жали Бети Петковска, а до крајот на превод уште 13 минути и 30 секунди. Во екипата на Куманово за прв пат на денешниот напревар во игра со број 9 е Ангелина Милановска. Не успеа Наталија Зафировиќ. Белеска. Одлична комбинација. Нов гол за Металург со број 32. Сара Цанева, незин пети погодок, 30-13. Се враќа во игра во екипата на Куманово Викторија Пеовска. Во екипата на Металург неефикасна Белеска со 7 голови, а по 5 голови имаат постигнато Стојковска и Граматова. Пеовска. Ивановска и гол. Прв гол на Маја Ивановска. И одлично изработен напад на гостинските ракометарки. Шести гол на Граматова. Пеовска. Сега серија голови на двете страни, се игра мощно и ефикасно во нападот, баре во овие моменти. Сега премногу лесно таму поминува низ одбраната на Куманово. Андреја Белеска, незин 8 гол, 32-15. Милановска, Ивановска, Пеовска. На голот на Металург Матеја Серафимовска. Пеовска. Ивановска, меѓутоа брани Серафимовска, е можност за против напад на Металург. И фаулираше Викторија Пеовска, направен беше прекршокот врз Елена Петковска. Ова ќе биде 6-7 мерец за Металург. Само еден промошен удар од 7 метри имаат гостинските ракометарки. А сега ќе бие Лена Граматова. Останува 32-15. Евански да искористиме оваа пауза. Ово е, мислам, слаб тајминг во играта на Куманово. Што мислиш, рековме
повеќе пати во текот на овој напревар, дека доаѓаат сега оние клучни напревари. Пелистер, Битола и тие други конкуренти за пласман во Европа. Каде Куманова треба да го бара патот на успехот? Сметаш и дека и понатаму ние сме поквалитетни од тие екипи? Па сметам и мислам дека на тие надпревари, иако ќе бидат тешки, напорни за играње, бидејќи ќе одлучуваат за тоа место кое ќе последно место кое ќе води во Европа, сметам дека нема да играме така на тие надпревари, значи тие надпревари се сепак друго. Дека ќе го освоиме четвртото место, дека ќе настапиме во Европа, дека повредените и ракометарки ќе ни се вратат во составот, дека ќе имаме прилика можеби да добиеме некои по-добри услови за да се спремат уште повеќе физички, за да можат да ги парираат на овие полупрофесионални екипи. Да известуваме неколку резултати и победи кои што ти не искачат за едно скалило погоре. Да, меѓутоа мора да споменеме дека тие напревари ќе барат максимална физичка подготвеност и како што рековте, кога ќе се вратат повредените ракометарки, тоа ќе биде сосема друга концепција во играта. Меѓутоа повторно ќе апелираме пред некој ден на нашата телевизија, председателот Пеевски истакна дека клубот се наоѓа повторно во тешка финансиска состојба. Тоа на некој начин ќе представува плюс оптоварување во пресет на овие, да ги кажем, клучни напревари. Па морам да кажам дека финансиската состојба во клубот, колку јас што сум запознаен од разговорот со членовите на управата и со претседателот, е многу тешка. Значи, мора да се најдат финансиски средства и сили дека се помогне на оваа екипа да го избори тоа четврто место, да не изнесе во Европа, да размислуваме потоа за некои подобри резултати. Не би сакал да бидеме погрешно и двајцата сватени, значи не се работи за некои суми, баснословни, значи се работи за не знам како да кажам, сепак секој денар е денар и треба да се тоа цени, но во односот на другиот спорт кој е платен баснословно во Куманово, овие деца играат без никаква надокнада. Ова треба да се плати овде, судиите, делегатот треба да се средат многу меражот на време на ова. Сето тоа изискува финансиски средства. Ово е надпревар, морам да кажам дека некаде околу 10.000 денари се службените лица, така да тие пари доколку не бидат правовремени, дадени, исплатени, а бидејќи сега најверојатно ќе се убрза настапот на лигата, можеби ќе се не можеби, него сигурно ќе се игра некој коло среда, сабота, среда. Значи финансиските средства се во овој момент неопходни. Би требало Советот на спортови, градоначалникот и било кој некој да даде некоја финансиски инекција на овој клуб, за да се добие уште поголем мотив и желба за освојување на четвртото место. Бидејќи сметам на сите тоа ни оди од корист. Најпрво на ракометарките, на клубот, сметам дека и на градот, бидејќи тие сепак го представуваат градот, ти си единствен женски колективен спорт во Куманово, кој што настапува на некое, како да кажем, на ниво на републичко ниво, во највисок ранг на натпреварување. Меѓутоа, има еден парадокс, ако може така да го кажем. Сите овие ракометарки кои играат, звучи неверојатно, меѓутоа вистинито играат без денар, значи никакви финансиски средства. Па тоа, знаете сега, во ова време кога ќе му кажеш на некој дека играат без пари, дека секојдневно доаѓаат овде во спортската сала, каде што се наоѓаме во училиштето Христијан Карпуш во населбата во Баново Трво, изискуваат трошкови секојдневно.
од дома до овде, такси, назад, такси, а да не зборуваме дека после секој тренинг треба да земат да се освежат нешто, па уште трошковите дома за перење на дресови, на опрема, бидејќи тие самите си носат уште. Значи нема економ, нема просторија каде се ќе биде исперено. Значи се е тотално на аматерска база, освен екипата која се такмичи во највисок ранг на Македонија и која што реков дека сметам дека ќе успееме да го освоиме тоа четврто место. Уште сакам да кажам, да не заборавам, значи ова екипа на Куманово исто така е во полуфинале на Куп на Македонија во ракомет, кој ќе се одржи за 2 до 3 недели, не знам точен датум да не сгрешам. Значи уште еден голем успех. Пред малку рековме, пионерките, бице шампиони на Македонија, во школското првенство на Македонија, републички прваци. Тоа и школското првенство е првенство на генерациите, каде што сме на прво место, ние второ место го освоивме, заборави да кажам дека младите ракометарки на Куманово, пионерките се играат во конкуренција, каде што се постари другите ракометарки за година до 2. Значи, се е на наша страна. И овие ракометарки што настапуваат, значи се работи за 2 до 3 ракометарки со поминати 20 години, останатите се од 15, 16, 17, 18 години, гро на екипата, сега најдуваат уште помлади деца на 14 години, 15, значи сето тоа мора да се цени, дали сакал некој или не сакал, значи мора да се цени. Овој град мора да го цени тоа. Реков дека не се работи за некои огромни финансиски средства. Самите луѓе од Сојузот на спортови и градоначалникот знаат за колку минимални средства се работи. Не би сакал сега да кажувам некои цифри ниски, па да се доаѓаме у ситуација дека некој некого сака да го навреди или да... Мислам дека треба длабоко да се размисли. Значи се работи за многу минимална на цифра. И жално е да не се помогне. Реков дека е единствен женски колектив во Суперлига, колектив кој ќе настапи во полуфинале на Куп на Македонија, колектив кој најверојатно ќе не представува во Европа. И за тоа ќе треба доколку се освои да се добие согласност од градоначалникот и од општината. Значи, работи кои што овие девојки ги прават, да сите ние во Куманово се гордееме со нив. Значи, немаме ни еден разлог да не се гордееме. Значи, одлични ученички, студентки, одлични спортистки, дисциплинирани, значи, еден колектив, ЖРК Куманово со пионерски екипи, со пионерски школи, на кои некаде околу 70-80 девојчиња од пионерчиња, кадетчиња, мали пионерчиња, сениорки, велиме сениорки, реков дека 3-4 има сениорки над 18 години, рестото се младинки и кадетки. Значи, еден колектив, здрав колектив, во кој што работат луѓе кои го сакаат спортот, кои не се жалат себе, не ги жалат и своите средства колку може да доделат. Реков, сметам дека не е убаво да не се помогне на таков колектив. Да се надеваме дека овој апел некој ќе го слушне и ќе го пренесе до општината, до градоначалникот, до Сојузот на спортови, да се има некој состанок, значи да се помогне на екипата. Сега се најпотребни финансиски средства, овие 8 кола, значи да добијат некоја финансиска инекција, да се осетат самите ракометарки дека нешто им се минимално доделува, да осетат дека некој се размислува за нив, а не само луѓето од управата, и ќе видат подобри резултати. Значи, реков уште еднаш, да не се повторувам, се работи за многу минимални финансиски средства. Дури морам да бидам искрен да ви кажам дека ми е срам да кажам за која цифра се работи. Благодараме, се ближи крајот на
на преговорот. Благодарам на господинот Ивановски за овие опсежни обсервации и неговиот апел до надлежните да се помогне на оваа екипа, затоа што на некој начин и тој знае, се спортува долго време и веројатно ќе го слушнат неговиот апел, они што треба да помогнат на оваа изворено млада и талентирана екипа, која оваа година на Куманово ќе му најверојатно донесе пласман во европските купови, барем за сега така стојат работите. Инаку моменталниот резултат е 37-20, 17 гола разлика за Металург во домашниот тим, убедливо најефикасна Викторија Пеовска со 8 голови, додека во екипата на Металург Андреја Белјацка постигна 9 голови. Ова ќе биде седми седмерец за Металург, успешно реализиран со број 18 Дајана Јовановска, незин трет гол, 38-20. Фаулирана е Пеовска. И тоа е крај на преворот. Победа на екипата на Металург 38-20. Само да го сачекаме, ово е последен удар. Крај, очекувана победа на гостинскиот тим. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието што го следите во направил. Уште еднаш голема благодарност до нашиот стручен коментатор, познатиот ракометен работник Антонио Ивановски. Ви посакувам пријатна вечер со програмата на К3 телевизија.